станеме таму, има да сред камки кажа. И влегуваме внатре, хоп, пазар, намирници што ги конзумирам во моето секојдневие, односно од што се состојат моите оброци и колку тоа ќе ме чини. Сега имам некој дома више купено овакво, ама подобро е да ги купам, да се жртвувам за публиката, да купам дупликати, што би се рекол, и да има за повише денови. Така да. Сега прво ќе видиме дали ќе не пуштат. Мислам, не гледам причина зошто да не, ама углавно, што знам, тука купувам. Имам се околу мене, имам Кам, имам Стокомак, Тинекс, има и жито, и сега има некои намирници кои што, мислам некои, има само една намирница што ја купувам од жито, а тоа е едно младо сирење, ситно сирење, така гајлда, многу е добро, ниско калорично, добар сооднос на протеини и масти, така да топ. Тоа може да го купиме. И углавно од Кам, некако така сум навикнат од претходно и најлесно ми е за снаоѓање, да речем, во простор, кога ќе влезам купувам. Во Стокомак па најчесто имаат овие замрзнати малини, боровници и такви, што многу ми, мислам, ги конзумирам цело време, а у Кам знаат некогаш и да немаат. Ајде да видиме дали ќе не пуштат прво. Завршивме пазарување во Кам. За жал не пуштија. Сега, такви се правилата, нема што да се лутиме. Одам до жито, да купам уште тоа што го напоменав, ситно сирење, мислам дека се вика. И тоа е тоа. Ја зачувавме сметката и дома ќе направиме една мала математика и ќе видиме колку ме кошта за, да речем, еден ден мојот начин на исхрана. Се гледаме. Сега со овакво со ChatGPT треба да си помагаме. Да израчуна, да удри калкулатор. Кај отишол на четврти? Брат, не дај Боже у веце да треба да идеш, брат. Не дај Боже, значи, цела вечност му треба да се стимне, да отвори врата, да затвори врата, да тргне и да отвори врата. Гледај, брат, нестварно е ово. Нестварно сними. Требаше да пуштиме стоперица и да мери колку време му треба. Гледај на... Сега ќе пуштиме стоперица да има... Колку време... Здраво! Здраво, што чекате јајцата да идете догоре? Чекаме, што да правиме? Нагоре, да. Ево го си мали. Све искршиле. Се искршиле, да. Како да ме петка. Како да ми во него. Избана него ќе ти да прават. Нема оправено. Не прават, никој не прават тука. Не трг. Ти е само лопушка држава, ништо друго. Само се краде. Па. Што да прави? Ко што да правите? Вие сте голи, треба да не крадете, да идете напред. Па ние не крадеме с краја, да. Што ќе од кај да крадеме ние? Вие што не сте функционери, немате за вас. Приватно сте си. Да, све е приватно. Таму не може да крадеме, таму може да не крадат. Јако имаш и фирма така ми вика, ти мора да крадеш, па крадам од сам себе. Од сам себе. Би ти поздрави. Ајде. Брат, колку помина? 10 минути помина. Живај се. Гледај, брат. Види, сними. Гледај се 4, гледај се колку му треба за до 5 да стигне. Ова не е реално, брат. Па некој да го влече, брат, рачно да го влече горе, да ги влече сајлите. Похова, кој да прашаме да се вработам, да ми плакат, да влечам од лифт. Сега ќе ни помогне малце другар од ChatGPT, значи ќе седнеме да израчунаме точно колку се испаѓа, значи тука ги имаме и фискалните сметки, за да видиме, јас ќе внесам, нели, грамажата на моите оброци и ќе направиме математика колку дневно би ме коштало мојот начин на исхрана. Која ќе ја земе, ќе се усреќи.
Ќе се узреки, ако вака заборам да ја пуштам машината, ќе одиме и ја без гаки и она без гаки. Как идат? Но не се каже. Но да ми си имаш тука на колку ги ставам она, тоа е Чип. тактика. Чекай да имам уште нешто да не мога да присоберам. Една мајца. Овој други јакни кошули, ова не е за пере. Овој дуксер, кој знае од која се иде овде? И овој. Ете. Беле работа. Не собира ова више. Почна да испаѓа. Удриме мерка. Немој омекшивачот само да ми го покажи, затоа што овој нема боле од овој. Најскупи, ама нема боле. 3, 4. Добро, брат, сега и раце како мијанка ми снима. Толи мијанката не ја снима. Ама како да го извадам сега ова, бе, брат? Шо како да го извадам? И ти ќе направиш математика на таа грамажа колку би била цената. Значи, почекам да се овде додека да се снајдам. Чекај, ќе ти го пуштам ова да си имаш упредвид што ќе правиме. Супер, разбирам. Ти кажи ми, пример, не покажуваш што правиме ова, тоа си е меѓу мене и него или не знам со кој комуницирам. А да му ги сликнам, бе, што имам ја? Дали ќе ги разберам? Брат, ти пуштам се една слика, затоа што да не зборам овде пола саат, ти ќе си се снајдеш, голем си. Гледаш вика секако пушти. Што најголемиот дел, брат, све треба да прочиташ. И ама е паметен. Значи, за доручек имам 4 јајца, спанак околу 50 грама, од сирењето исто околу 50 грама, не го мерам, од прилика знам од око, затоа што ставам 2 вилјушки само, и салата. Значи, крставица и домат. Една крставица, еден домат. Се извади просек, не знам колку би била грамажа на тие. После втор оброк имам 100 грама ориз, 250 грама пилешко бело месо. Трет оброк, после тренинг имам 100 грама овесни снеголки, 150 грама боровници, 100 грама грчки јогурт, 40 грама путер од кикирики и сега ставам 40 грама протеин. И сега тоа ќе го израчунаваме накнадно. И последниот оброк пак е 100 грама ориз, 250 грама пилешко бело месо. Друго нешто да не заборавив, бе? Чекам од око да видам, ама мислам дека тоа е тоа. Му кажав спанак, стек му кажав, крставица, јајца, овесни, грчки, ориз, боровници. Му го кажав и сирење. Викав вкупно за денот 410 денари. Го израчунав се, бе. Тука може да видите што испазаривме. Значи, ја накратко може да ги поминам сега на брзинка намирниците и да ви кажам. Значи, доручек класика имам јајца. Сега моментално јадам 4 цели јајца. 4 цели јајца, комбинација со ситното сирење што ви го напоменав, спанак и салата. Од ден за ден малку ми варира исхраната, сега ќе ви кажам зошто. Затоа што, например, доколку не вежбам после првиот оброк, само се задржувам на протеини и масти, затоа што сум приметил дека на мене така најмногу ми одговара. Хидратите ми даваат брз прилив на енергија и уште толку сум гладен. А тоа не ми е потребно, затоа што сите што ме знаат и ми се малку поблиски, знаат колков гурман сум, знаат колку сакам да јадам и да речем тоа донекаде ми помага да издржам, што се вика, со малку помалку храна. Мислам, тоа не е да издржам, него да го регулирам калорискиот внес. Со тоа што доколку не вежбам после првиот оброк, идат протеини и масти, значи јајца, ситно сирење и салата.
Тоа е првиот оброк. Вториот оброк, претежно што е пред тренинг, имаме ориз и пилешко бело месо. Значи комбинација на хидрати и протеин. Некогаш знам да додавам и малку мед врз оризот. Значи тоа се некои ситни работи кои што денеска нема да ги рачунаме. Нели? Има и зачини, сол, такви работи, ама битно ми е да ја разберете поентата на видеото. Значи имаме ориз и стек и салата. После тренинг имаме овесни снегулки, комбинација или гриз, значи овесни снегулки со замрзнато овошје, протеин и крчки јогурт. Тоа е после тренинг. И последен оброк е буквално оброк број 2 истото. Ориз, стек и салата. Дали ова совршено и идеално? Не е. Ама моментално за мене е и ми врши работа. Значи ова сега што го гледате денес е исхрана која што, да речам, работи за мене, за мојата цел што имам поставено и ми одржлива на долги стази. Брзо се спремаат оброците, вкусно ми е, знам да комбинирам со зачини, ништо не ми е досадено, затоа што, како што напоменав, зачините играат многу улога, а и да правиме реално муабет, досадено и бурек да јадеш секој ден ќе ти досади. Сега се зависи за кој како, ама сакам да сватите дека мора некои работи понекогаш не се на сила, ама треба да знаете дека храната треба да работи за вас, а не е баш буквална смисла да ја гледате како уживање или да наоѓате некоја утеха, да ја поврзувате емоционално со сите проблеми што ги имате во животот, решението не го барете во храната. Значи храната треба да работи за вас. Сега, врз основа на цените и што ги пазаривме нели во КАМ и ова го земавме каде? Ситното сирење во жито, затоа што до сега само таму го имам најдено, а е многу добро. На 100 грама има само 77 калории, протеини 13 грама и масти околу грам од прилика, што е многу добар со однос, а е превкусно, мене многу ми се свиѓа, може да си го пробате. Цената за еден ден искача околу 400 до 500 денари, вклучувајќи го и протеинот во оброк број 3. Овој начин на исхрана на неделно ниво ме кошта од 3000 до 3500 денари. Како што напоменав, за мене ова е идеално и совршено за долги стази. Нареден оброк што следи ми е ориз и пилешко бело месо. Ќе го спремам да видите на кој начин го спремам и колку време ќе ми треба да го направам тој оброк. И на крајот од видеото снимаме Q&A кој што го поставив на мојот Instagram стори. Гледај професионализам, и немој после да речеш не ме било. Добро си да хейтре. Оброкот што го зборевме преска, ориз, пилешко бело месо, салата. Гледате во секој оброк да има салата, значи влакна, особено за вие што сте на диета, може многу полесно да ви помогне околу волумен и така натаму, а и не мора да сте на диета. Битни се и макро и микронутриентите. Значи користите било што од салата што сакате. Еве сезонско сега се домат, крставици, такви работи, можете, имате преголем избор да манипулирате секој оброк со различна салата да ви е превкусно и буквално да уживате. А сега идеме на прашањата кои што ми ги поставувате на Instagram. Ова ќе биде како една традиција, како што напоменав, во секој влог ќе одговарам на некои од најинтересните и речем необични, нови кои што не се повторуваат. Најтешкиот и најубавиот врв до сега што си го искачил? Многу тешко прашање. Прво сега одма на блиц што ми текнува за најубавиот врв, ми е моментот на искачување на Мусала, тој е на високиот врв на Балкан,
и го искачувавме на изгрејсонце во зимски услови на Савајле, значи преубаво нешто, никогаш нема да го заборавам тој момент. Може да вметнем и некои слики тука во видеото накнадно да видите стварно што беше тоа. За мене искуство и доживување што стварно ќе го памтам. Буквално прво нешто кога ќе прочитам што се однесува за најубавиот, ми доаѓа тој момент. Се е убаво, јас уживам на планини и такви работи, ама кога ќе ми се спомне најубавиот, тоа ми доаѓа под прво. А најтешкиот, не знам стварно кој да го издвојам. Најтешко ми беше, за тие што не знаете, можеби нема да ви делува толку, да речам, не можам да го доловам моментот колку беше тешко, ама е тоа искачување на Титов врв, ама преку зимска патека. Во зимски услови. Значи тоа стварно беше и физички, и психички тешко, и уште да речем уште првиот правец кога идев натаму, тогаш нема вода, значи дехидрирав и претешки услови, турата е многу долга, се искачуваат, мислам дека околу 7-8 врва за да стигнеш до Титов врв и после се враќаш по истиот пат. Значи тие врва ги качуваш два пати, што значи колку ќе му дое 14 отприлика врва мислам дека се качуваат, над 2500 мислам дека е надморска височина. Буквално одиш, се качуваш, значи врвот да речеме вака, се качуваш горе, се симнуваш, пред тебе зид, уште еден, горе, доле, горе, и тоа е цело време така. Исто тоа ќе ви оставам слики да видите. Второ прашање, која е твојата најголема мана? Сега, моја најголема мана, не знам која би можела да биде. Многу јадам кромит и лук, ако тоа представува мана. У секој јадење е обавезно. Лук во прав користам, кромит, такви работи. Не знам сега ако тоа дали може да се категоризира како мана, ама мислам дека за мани најубаво и најадекватен одговор би било кога ќе каже, да речем, некој близок за тебе. Кога ти не можеш да си доволно искрен и реален и може да си некогаш и многу самокритичен и така натаму, а мислам дека тоа прашање подобро би го одговорил некој твој близок. Протеин пред тренинг или после тренинг? Во секој оброк. Протеинот пред тренинг, после тренинг нема никаква директна поврзаност. Протеинот е, да речем, главен макронутриент кој што служи и за обновување на мускулните ткива, и за опоравување на мускулот после тренинг, и за негова изградба и така натаму, ама нема како директно влијание на дали тоа ќе биде пред или после тренинг. Значи треба да биде, да речем, присутен во секој од оброците во текот на денот. И последно прашање, дали си имам боцкано? Па не можам да кажам дека редовно одам да правам крвна слика. Ни таму не одам редовно и таму многу ретко ме боцкаат, а ако мислиш на недозволени супстанци, не. И тоа е тоа. Тие беа, да речем, некои интересни прашања кои што ги поставивте. Ви благодарам. Јас сега одам да уживам во мојот оброк. Тие што останавте до крајот на видеото, да ви се заблагодарам што бевте присутни и го изгледавте до крај. Се надевам ви се допаѓаат овие видеа на мојот YouTube канал. Ќе продолжиме и од наредното видео со исхрана, тренинзи, едукација, лајфстайл и така натаму, и може да имаме мал апдейт околу моите припреми за маратонот. Тоа е тоа. На здравје.